Ask Јосиф хаштагот, броевите на телевизија Телма или моите инбокс по приватни пораки на Коуч Јосиф како Инстаграм или и на Фејсбук може да ме најдете. Гогов со точка JR17, Атанаско инаку се вика дечкото, а ова му е корисничкото име на Инстаграм. Вели што ќе се случи ако внесеш повеќе протеини дневно од дозволеното. Атанаско, има многу комбинации на тоа зошто прво ги внесуваш вишокот на протеини. Ако можеби одиш на кето исхрана и внесуваш повеќе протеини и повеќе масти за разлика од јаглехидратите, тоа значи дека може да ќе осеќаш можеби малку лош здив, можеби ќе осеќаш диареја или запек. Тоа се некои симптоми на покачени протеини, доколку па внесуваш многу повеќе месо во твојата исхрана со цел да внесеш повеќе протеин и при тоа претеруваш, може да повлиеш на оштетување на дебелото црево, можеш да повлиеш на некои можеби кардиоваскуларни проблеми, за луѓе кои што имаат проблеми и особено хронични проблеми со бубрези. Во никој случај тоа не би требало да се случи, затоа што поради преголемиот внес на аминокиселини се внесува и повеќе азот, што прави да бубрезите потешко малку го обработуваат сето тоа. Во принцип, можеби, внесувањето на повеќе протеини е навистина многу повеќе тешко да го направи човек. Генерално она што глобално се соочуваме луѓето со проблема што внесуваме премалку протеини, многу внесуваме заситени масти и шекери од процесирана храна, така да по мене можеби е подобар проблем ако внесуваш повеќе протеини за сметка на јаглехидрати, да речеме.